Како сте, Македонија? Се надевам дека сте во добро расположение и дека сте расположени за уште една интересна партија на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Како и секогаш, така и денеска нашите надпреварувачи се подготвени, целиот тим кој што работи на Листа за 300 е подготвен, што значи можеме да продолжиме понатаму со најавување на денешните надпреварувачи. А како и секогаш, така и денеска прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Сашо и Горде. Повелете. Сашо, здраво. Добар ден. Горде, здраво. Како сте? Добро, супер. Минатиот пат имавте добра партија, малце се изнамачивме, нели игравме пенали, иако тоа не беше мачење за вас и потоа... А беше за тебе. За мене. Ти го си ги сакаш пеналите. Точно така, ви благодарам. Да, ама немојте толку да ми го правите мене. Ја ги сакам, кога други игра. Да, кога други игра, така кажи исто. Па и јас сад уживам во нив, дека се други игра. Да требаше ја да сум во таа позиција, сигурно немаше толку среќен да бидам. Но не се не е ни важно. За денеска, како и секогаш подготвени, претпоставувам. Да не сакате да додадете нешто, да поздравите некаде. Не се мачка, кај се такви работи. Нареден пат, ако не да. Повелете тогаш во домакинската кабина да не ви го одземам времето. Ајде. А тука во нашето студио се и нивните противници. Може би станува збор за пар кој што за прв пат доаѓа во Листа за 300, но верувам дека борбата која што ја носат во нив ќе биде заслужена и ќе пробат од сите страни да ги стигнат од тронот Сашо и Горде. Да ги поздравиме Петре и Лиљана. Повелете. Петре, здраво. Здраво. Лиљана, здраво. Како сте? Добро, супер. За прв пат во Листа за 300, чива беше идејата? Па, заедничко. Заедничка, така, гледајќи Листа за 300, решивте да се пријавите. Гледам и викам, ќе се правиме стаѓата. Да, супер, баш ми е мило. Ајде да ве запознаеме на кратко, ќе започнеме од дамата. Лиљана, од каде доаѓате, што Од 11 октомври, сопруга, баба, бајка. И сопруга и баба, на колку внучиња? На две девојченце Ана и детенце Димитар. Леле, да се живи и здрави, Ана и Димитар. Фала, и вашите. Супер, фала ви. Весело по дома, знам како е, да. Да, и ќе сеавам за некој совет да ми кажете понатаму како да се ги олеснам на Не е борба. проблем, знаеме ние многу совети. Петре, Јас сум Петре Павловски, млад пензионер супер, честито. и 4 години. 4-5 години, Да, одлично. пензионер сум. Супер. И ги поздравувам ќерките Магдалена и Благица, внуците Ана и Димитар. Ги чуваме со бабата заедно. Да, им Денеска, помагате, супер. Цел ден сме со нив. И напорно ви или не? Не, уживанци. Уживаце, кокави се постојни 4 години е Димитар, Ана е 6 години прво одделение, сега за второ е. Да, супер, честитки, одлично. И децата се Весело, феноменално. сакам да кажам, можете веќе да разговарате со нив, како не, да. разбираат, комуницирате. све, одлично. Све разбираат. Што се вика да се договорите, можете. Јас со моите се уште не можам да се договорам, малецки се години 4-5 месеци. Ќе биде ти тоа. Ќе биде и Ја тоа, ги да. гледам близдачињата, стварно злато Да, деца. фала ти. Јас сум многу на Супер се, ја тоа што викам, најубавото нешто што Така се е, случило така. во животот. Тоа е. Само живи и здрави да се и тоа е тоа. Ништо друго не ме интересира веќе. Чудна работа како све ми се промени. Но да се вратиме сега за Листа за 300. Трема нешто, возбуда, не ми делувате, така? Не. Добро, мене ми се битни неколку работи, а тоа е, ако имате некаков проблем технички да ми го кажете веднаш, и ако нешто не е јасно, обавезно да ме прашате. Тога Така. тебе ќе го расчистиме тука, немојте да се срамите да ме прашате колку е апсурдно глупаво да ви звучи прашањето, да ви изгледа. А сега, ако е тоа, да влеземе во кабината, може? Може. Повелете во предизвикувачката кабина. Сашо и Горде, односно Петри и Лиљана се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме дали функционираат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел, ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Петри и Лиљана, дали се слушаме? Да. Морам да те прашам нешто. Дали Лилјана или Лиљана? Лилјана. Лилјана, така. Тоа затоа да си прашам дека во неколку ситуации ме поправат, сега се прашам си пред да те поправат. Се слушаме, значи немаме никаков проблем, доволно гласно се да не ве мислам. Супер, да. Одлично. Епа, Петри Лилјана,
Со среќа сега ќе исклучиме и вашата кабина за да провериме на вашите противници и да започнеме. Со среќа уште еднаш. Сашо и Горде, дали се слушаме? Добро. Одлично. Сега ја знаете цела процедура, нема што да ме замарам. Мене ме интересира дали може да продолжиме понатаму. Може. Ви благодарам. Драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, домакините дадоа зелено светло за старт, па кој сум јас да кочам целата работа. А какви секогаш така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација, а темата за истата гласи. Зборови на 3 букви кои содржат една самогласка. Бараме зборови од точно 3 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои содржат 2 било кои согласки и само една самогласка. Распоредот на буквите не е важен. Може да бидат било во зборот без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и слично. И без обзир дали се во еднина или множина. Како и секогаш, не се признаваат лични географски имиња, називи на компании, народи, кратенки и слично. За да не дојде до забуна, уште еднаш ќе повторам, бараме зборчиња од точно 3 букви, кои што имаат 2 согласки и една самогласка. Ќе ви дадам пример кој што ќе може да си го искористите за понатаму, доколку одговорите тој е точен одговор. Имаме 2 согласки Т и Ј и една самогласка О во средина. Драги гледачи, знаете дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога се Лилјана и Петра. Да исклучиме кабината на Сашо и на Горде, а Петра и Лилјана, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 8. 8. 9. 9. 11. 11. 12. 12. 13. Една повеќе 13. 14. 14. 15. 15. 16. Едно повеќе 16. 16. 17. 17. 20. 20. Колку? 20. 21. 21. 25. 25. 27. 27. Нека одговара. Да одговарат. Ајде да видиме Петри и Лилјана, дали ќе се исплати оваа стратегија и тактика, а во најмала рага па ќе опипаме терен да знаеме за понатаму на што сме. Сашо и Горде, 27 празни полиња, ни треба 27 зборчиња на точно 3 букви кои содржат 2 согласки и една самогласка. Почнеме со бал. Бал. Така е. Бан. Бан. Така е. Бас. Дум. Така е. И Бек. бас е точен одговор. Само момент. Можеш да повториш? Бар. 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 Така е. Бек. Бек. Така е. Ри Г, ајде. И со Г. А сега бег. Така. Бел. Бел. Така е. Без. Со З, без З. А без. Па сега со С, без. Без. Само момент. Без. Така е, па сега без. Со С. И тоа е точно. Бик. Бик. Точен одговор. Ајде, вар. Вар. Така е. Ваш. Ваш. Така е. Век. Век. Така е. Вир.
Така е. Вид. Вид. Добро. Гад. Гад. Па уме како ме погледа. Гад. Мене ми кажа срам да ти. се. Така е точен одговор. Газ. Со С. Газ. С. Ги слушна Па гасовиве? сега и она другото, ајде. Не, па Па тоа е обично избегнуваме такви Добро. зборови, да, дека сепак деле Добро. јавен Гол, медиум, гол, ајде да не гол, се. ајде. Гол сега. Гол, може гол. Ми се допаѓа. Така е. Даб. 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 Така е. Дел. 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 Така е. Ден. 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 До колку стигнавме? 21 имате точен одговор. Дол. Дол. Така е. Исот. Не, бре. Со една сам. Абе, да. Да. Добро, Исот. Дали мора во средина или не? Не мора, ист. Добро, готово. Не. Ист. Така е. Јаз. Јаз. Па и јас. Така е. Јас. Па и јас. Со С. И ти добро. И јас. Добро да. Така е. Кал. Кал. Да. Проверам патиките да не дадов јанеш. И последниот. Код. 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 Така е, со код ги завршуваме овие колку имавме 27 И седум, мислам, поими, да. да. Зборчиња на 3 букви кои што требаше да има 2 согласки и една самогласка. Сашо и Горде, немам никаква замерка, браво, буквално истрчавте низ темава. Максимално заслужен поен за вас, но знаете дека имам уште една лицитација, внимателни во продолжение. Петри Лилјана, добро одиграно, храбро, може би уште малце, иако ги слушнав кога збореа, очигледно им легна темата малце поише, уште додека надававте, они спомна во кабина и 50 да наддадат, ке има зборчиња. Така да мислам дека им се погоди оваа тема, кога ставна збор, да и буквално ја истрча. Но ништо не е готово за вас. Имате уште една лицитација, да се сконцентрираме на таа, исто вака храбро да продолжиме и да видиме да се надеваме на поволен резултат. Пред да продолжиме понатаму, да прочитам уште некои од оние зборови на 3 букви кои содржат само една самогласка. Ке пробам да ги издвојам. Чекајте се. Бог, бод, бок, бос, потоа вам, вас, вол, кол го кажавме, дол, зар, зад, дзид, лук, лек, мој, мај, мек, мак и така натаму. Има доста зборчиња. Може би треба да ги прашаме Сашо и Горде да ни кажат во овој дел, требаше нив да ги викнам. А сега, драги гледачи, се селиме на втората лицитација, односно второто надавање. Ова надавање или ќе значи пенали, или ќе значи директен пласман на Сашо и Горде во соочувањето со нашата листа. Затоа да не должам, темата за втората лицитација гласи: држави во чие име се содржат буквите О или У. Бараме имиња на признати држави од Обединетите нации од целиот свет во чие име се наоѓа буквата О или пак буквата У во наша транскрипција. Имињата на државите треба да бидат од само еден збор. За жал, нашата држава не спаѓа во овие држави, затоа што сега нашето име е од 2 Само збора. момент. Двете да бидат или било која од тие? Било која, едно од тие две. Или О, Добро. или У, да. А може со нив било која друга, извини. Како? Може било која друга. може, секако. Самогласка. Може. Да, битно е Добре. да има О или У. Или У, Да, добре. другите букви воопшто не ни интересираат. Петри Лилјана, дали не е јасна темата? Да. Ете, убави прашања постави Сашо таму, значи не е важен бројот на буквите, не се важни останатите букви кои се во зборот, се додека во името се содржи буквата О или буквата У. Само тоа не интересира, да има О или У. Не е битна ни бројката на букви, ни каде се наоѓаат, ни дали има други самогласки, согласки и така натаму.
Ето, откако ги расчистиме овие работи, се надевам дека барем малце ги појаснивме, нели, за да не направиме некоја забуна. Време е да започнеме со надавање. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација, први со надавање, започнува оној пар кој што има резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат моментално Петре и Лилијана. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Петре и Лилијана, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 16. Едно повеќе 16. 18. 18. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 25. 25. 26. 26. 28. 28. 29. 29. 30. Заокружуваме на 30. 1. 31. 35. 35. 6. 36. 37. 37. 38. 38. 40. Заокружуваме на 40. 1. 41. 42. 42. 3. 43. 44. 44. 5. 45. Нека одговара. Да, одговараат. Ајде да видиме Саши Горде. 45 празни полиња бараме држави во чие име се содржи буквата О или пак буквата У. Кога ќе бидете подготвени, може слободно да започнете. Брунеј. Брунеј. Брунеј воедно и прв точен одговор. Суринам. Само момент, како рековме? Суринам. Суринам. Така е. Уганда. Уганда. Така е. Колумбија. Колумбија. Уругвај. Само момент. Уругвај. Украина. Полека, само за да не утнеме некој. После Уругвај рековме Украина, така? Така е. Чекај, о беше другата, така? Да. Оман. Оман. Точен. Бугарија. Бугарија. Така е. Романија. Романија. Точно. Унгарија. Унгарија. Така е. Словачка. Словачка. Точен одговор. Идам по картата. Полска. Полска. Точен одговор. Португалија. Португалија. Така е. Норвешка. Норвешка. Така е. Летонија. Летонија. Точен одговор. Естонија. Естонија. Колку бидно? 16. Русија. Русија.
Така е. Јапонија, Јапонија. Лаос, Само момент, Јапонија прво да запишеме. Рековме Лаос. да, Така е. Монголија, Монголија. Узбекистан, Само момент, Сашо. Узбекистан. Така е. Туркменистан, Туркменистан. Белорусија, Сега Белорусија. Така е. Турција, Турција. Точен одговор. колку бидна? 24. Повеќе од Ботсвана. пола. Ботсвана. Така е, Ботсвана е точен Сингапур. одговор. Сингапур. Така е. Мароко, Мароко. Точен одговор. Етиопија, Така е. Сомалија, Сомалија. Така е. Тунис, Тунис. Точен одговор. Лесото, Лесото. Така е. Џибути, Џибути. Комори, Џибути, Комори. Така е. сега сме на 30. 3. 34-тиот го чекам одговор. Хондурас, Хондурас. Така е. Куба, Куба. Така е. Тувалу, Само момент. Тувалу. Така е. Барбадос, Барбадос. Така е. Бутан, Бутан. Така е. Венецуела, Венецуела. Перу, Само момент да испишеме Венецуела, па Перу сега. Така е. Уште 5. добро, само момент, малку да размислим. Нема проблем. Порто Рико, Порто Рико. Порто Рико не е призната од Обединети нации, станува збор за протекторат на Соединетите Американски држави. не е таа држава Америка како е. Не, ама признат протекторат Порто Рико. не е призната од Обединети нации, Сашо. Да, за жал. Порто Рико се води како протекторат на Соединетите Американски држави. Криво ми е. 40 кажавме точни. Ќе ги кажав. Дај, ќе ги кажевме сите, мал Ќе кикс. ги кажеме само да размислиме. Да, па, никој не ве спречуваше, не требаше. Добро, како и да е, Сашо и Горде. Им подаривте сега еден поен на вашите противници. Ова Горде намерно те буцкаше за пенали да играме. Фала ти. Срце си. Да, намерно знам дека вака тија намести работата, му шепна за да играме пенали на крај. Петри Лилјана, се испратеше оваа стратегија, успеавте да ги фатите на кондиција, на мало невнимание и тоа ги кошташе поен. А вас ви дават шанса да направите пресврт во резултатот. Ки играме пенали, на пенали одговараме на поредно едните, па другите се додека некој не погреши. Честитки за првиот освоен поен во листа за 300, нека се множат. Нека се множи.
А пред да продолжиме понатаму, се не знам како ќе ги издвоам, кажа 40 тука држави. Искрено не знам кој ги кажа, а кој не. Ајде, ќе пробаме. Коста Рика, Лаос, мислам дека не кажа. Маврициус, Мароко, Микронезија, Науру кажа, мислам. Руанда, Самоа, Тонга, Тувалу. Тие ќе ги издвоам на кратко, дека стварно искрено ќе ми извините, ама не можам да ги видам кои се оние кои што не ги кажа. Од можни 72 одговора, повеќе од 40 дадоа Сашо и Горда секојаш за нив, но сепак ете еден мал погрешен одговор и сите тие 40 претходно пропаднаа во вода. Но ништо не е готово ниту за нив, ниту за нивните противници, затоа што сега е време за пеналите. Пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена, ќе биде соочен со нашата тема од листата и ќе има шанса да си освои парична награда. Па затоа, да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: зборови од песната "Слушам кај шумат шумите". Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во народната песна "Слушам кај шумат шумите". Ги признаваме и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква. Секако, секој ист збор можете да го кажете само еднаш. Зборовите од насловот не можете да ги користите. Ја уште само ќе надополнам да не експериментирате со ние понови верзии, дека знаеме дека има и нови групи пејачи кои што ги препејуваат песните понови верзии. Бидете внимателни. Значи ги бараме текстовите од оние, да не речам оригиналните постари верзии на ова, како да кажам, култна народна песна "Слушам кај шумите". Затоа уште еднаш ќе ви кажам, бидете внимателни, ако можете да ги исклучите и занемарите оние понови верзии кои што се вртеле во етер во последниве години, би било супер. Како и да е, кој ја знае песната, ја знае, кој не ја знае, не ја знае. Ќе научи. Ќе ја научи, е така, фала ти, Лилјана. Знаете, драги гледачи, дека први на пенали започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Во таа улога се Лилјана и Петре. Не ја случуваме кабини, кабините се вклучени во текот на целата игра, затоа надпреварувачи бидете внимателни да не ги издадете одговорите на вашите противници. А Петри и Лилјана, кога ќе имате одговор, повелете. Буките. 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 Така е. Ја вака насловот не се кажа. Да, насловот не. Од колку зборови најмалку? Од најмалку Од колку 3. букви? Од 3. 3 букви. Од најмалку? Да. Чуе. Чуе. Така е. Плачат. Плачат. Така е. Војводата. Војводата. Капиданот. Само момент да го испишеме. Така, Лилјана. Капиданот. Капиданот. Така и капиданот е точен одговор. Мајка. Мајка. Така е. Ќе морам да почнам да бројам, мораме на пенали побрзи да бидеме. Да поле, мислам не да толку сега да се потресуваат. 5, 4, 3, 2, 1. Загина. Загина. Ајде да видиме. Мислам дека нема загина, Лилјана. Само момент. Чекајте. Нема загина. Ништо не е готово се уште, доколку дадат погрешен одговор Сашо и Горде, продолжуваме како ништо да не било, доколку дадат точен одговор, ќе мора да закажеме средба за некој нареден пат. Без проблем. Сашо и Горде. Па може неколку, ама еве старата нека биде. Старата.
Старата е точен одговор, можам веднаш да кажа. И Саши Горде уште една се излекуваат и уште една повеќе се излекуваат. Не се излекуваат заслужено, мислам во секој поглед сега. Еден мал кикс, скапо кошташе, но ете повторно се вративме на пенали. Петри и Лилјана, супер надпреварувачи, сериозно ви кажам. Ова не го кажам само колку да ве направам да се чувствувате подобро, не ми е тоа намирата. Прв пат сте во листа за 300, нормално е малце збунети да сме, нели, да опипаме терен, ја што викам, за да знаеме што правиме наредните пати. Но верувате дека наредниот пат, кога ќе дојдете тука, многу поинакви ќе бидат работи. Тоа сум го слушал од прва рака од луѓе кои што дошле повтор трет пат. Многу е полесно, многу како да полесно се одвиваат сите работи, посконцентрирани. Ни застана. Мајка, требаше мајка, знаеш, ми застана памет. Не, па тоа сакам да ти кажа. Со секое доаѓање се поретко се случува тоа, за на крај нели да ти биде како дома тука, да се чувствуваш со убаво друштво, убава екипа и да се тераш пас како еден нормален ден. Се надевам искрено дека овој мал пораз би рекол во оваа ситуација, дека сепак на пенали игравте, дека нема да биде до толку горшлив за да ве одврати да се пријавите во иднина повторно во листа за 300. Искрено би сакал повторно да се видиме, повторно да се дружиме и да ми земете пари нареден пат. Но за жал сега морам чао да ви кажам. Саши Горде, за кратко ве викам тука на главната сцена, да си ја пробате повторно и среќата, но и изнаѓањето со нашата. Белкин ќе биде сега поголем. Ќе видиме, ајде. Ќе видиме. Да, но пред да ги повикам Саши Горде тука на главната сцена, на брзина да ги прочитам зборовите од песната "Слушам кај шумат шумите". Слушам кај шумат шумите, буките плачат за војводата Капиданот. Другари, верни другари, македонци, кога ни село врвите со коњи да не тропате, со пушки да не фрлате. Да не вечуе мајка ми старата, ќе ве праша за мене, аман за мене, каде е син ми Костадин, Костадин, војводата Капиданот. Син ти се мајко ожени за една македонка поробена или робинка во некои од верзиите. Тоа се убавите зборови од песната "Слушам кај шумат шумите" и со ова ги повикувам Сашо и Горде да ми се придружат тука на главната сцена за да видиме во продолжение што ќе направат. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Сашо и Горде се повторно со мене тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги сочиме со темата која што подготвено ги чека. Но пред и да се преселиме на листата, морам дупатам еден поздрав од Лилјана и Петре кои што беа пред малку исто така учесници во листа за 300 и беше толку многу криво дека во целата возбуда и паника заборавија да си го поздрават зетот Огнен. Па Огнен, јас ќе те поздравам во нивно име, да си жив и здрав. А сега се враќаме повторно на нашата листа која што е составена од 15 празни полиња кои што ќе треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме она максимална парична награда. Како ова се погоди, се одлично. А во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. А сега повторно продолжуваме со пеење. Се зетам, нема да пееме, но е поврзано со музика. Слушајте добро, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема членови на групите Биело дугме, Риблја чорба и Лепи сол. Бараме имиња на моментални или пак некогашни членови на овие 3 култни балкански рок групи. Може и само презимето, но ако ги кажете и името и презимето, стандардно и двете ќе мора да бидат точни. Пратечки вокали на нивните концерти како гости не се признаваат и не се мачите да ги кажувате воопшто. Да е тоа, на кратко секако дека може. Ајде од... Ајде. Од Лепи сол, Владко почнеме од Стефановски. тој што не е стандарден член, Милич Вукашиновиќ. Чекај само. Така, тапа народ во Бело дугме и БЛФ. Точен одговор. И тој ќе изврши самоубиство, Ипе Ивандич, првиот тапанар. Ипе Ивандич. Туп-туп-тупус. Така е. И најмалиот. нашиот Лазар Ристовски. Само момент, Ипе Ивандич, го чекаме да се појави така. Клавиатури. И, како рековме? Лазар Ристовски. Лазар Ристовски.
Лазар Ристовски за 50 евра, точен одговор и првите 50 евра Ајде за денеска пејачите освоени. сега. Младен Војчич Тифа. Младен Војчич Тифа. Така е, Младен Војчич Ален Тифа. Исламовиќ. Ален Исламовиќ. И најпознатиот Желко Бебе. Ален Исламовиќ и така легендата Желко Бебек. Мислам сите се легенди од овие, да не се лажеме. Да. И фронтменот сега Горан Бреговиќ. Чекај, само чекај Желко Бебек за 100 евра, пак ќе мора да ќе одиме понатаму. Понатаму, Да, Горан иде. Бреговиќ. Горан Бреговиќ. Така е. Ајде сега ќе одиме. Ајде Владко Стефановски. Владко Стефановски. И овој речи. Бодан Арсовски. Бодан Само Арсовски. момент да го... Да. Македонските јаки. Владко Стефановски, така е. Бодан Арсовски. Бодан Арсовски. Мојот бивши комшија Гарабет Тавитјан. Ој, ево че со Бодан 150 евра. Продолжуваме понатаму? Да. Дека ќе не се стадувате, така е. Гарабет Тавитјан. Голем поздрав. Па и до Стефановски, до Тавитјан и до Баш Арсовски. голем поздрав. Така е. Гарабет Тавитјан, точен одговор. Сео требаше Кокан Димушевски. Кокан Димушевски, Кокан да. Димушевски. Клавиатурист. И Бора Ѓорѓевиќ. Бора Чорба. Така и за 200 евра Бора Чорба или Бора Ѓорѓевиќ Чорба. Така е. Сега Ива, овој Зоран Режич од Бело дугме. Овој речи го бе пејачот. А е овој од Риблja Чорба беше. Честитки за 200 евра освоени. Чекай, само... Да, нема гали. Овој, sa друга страна, јас тука бе речи го пејачот знам. Момчил Бајагич. Бајага, Зоран Реджич и која стане уште еден од... Мислив Бело од наши има уште еден. Кој од наши? Чекај сега, има неколку, ама јас не бе оној Цукич. Нели може Дејан Цукич ли како беше? Он беше, не, он беше овој инструктор. Не. Зоран Реджич од Бело дугме, Бајага и уште еден ми фали за 300 евра. Реджич, Бајага и... Ја ќе, дали видите... Кој не свира? Од неја, Чекай, не. од Лепи Сол, мислам. Да, ама мислам дека него... Овие двајца сигурен сум дека се. Кои двајца? Зоран Реджич од Бело дугме и Бајага. И баја, така да. Тие и ти фали еден, а? Ми фали еден И само. тој Видоја, како Кој е наш најпознат диџеј? Ајде вака да ви поставаме. Е познат и филмски музики и настапува со странци, многу познато наше име. Има настапувано заедно со Лепи Сол. Знам, еден носто се Не појавува. бе, овој како го вика од со Бора Чорба, тој гитаристот. Типа Видоја, ама... Којич. Којич ли беше? Ја мислам Којич. Ајде, за кој? Ти за Видоја? Којич имаше гитариста, мислам да е он. Имаме две. Да, Зоран Реджик, ова момчело Бајагич Бајага и... Не знам дали ќе ви значи нешто, има вака ќе пробам да ви асоцирам, само така можам да ви помогнам. Член на Риблја Чорба што презимето му е многу слично како со чутура за пиење. Само ве збунив гледам. Епа, нели имаше еден Цукич, ама не знам, не... Дејан Цукич ли беше, како беше? Чутурило. Чутурило. Чутурило, бре, така е, Сашо. Само името не мора да го кажам. Не мора името да се каже, да. Чутурило, Зоран Реджич и... И Значи, момчело Бајагич Бајага. со Чутурило почнуваме. Добро, станува збор за Никола Чутурило, член на Леле, групата не, Риблја Па, Чорба. Ми текна.
Да. Како 13-ти одговор за Сашо и за Горде, дај да видиме, ајде. Нема што да видим, ствари знам дека е точно, не, тука го гледам јас. Зоран Реджич и Бајага. И момче Само вака. Бајагич Бајаг. Зоран Реджич, член на групата Да. Бјело дугме. Така е и на крај момчило Бајагич Бајага како дел од риблја чорба за оние кои што Малите не знае. крачки, да. Да. Епа, Благодариме на ајде си помошта. одите, се ми ги земавте сите пари. Благодариме на помошта. Нема проблем. Едно беше само за помош, Да. заслужено беше, се 12 точки, 14 точки одговори дадовте. Да. Еден можев и ја да дадам. Честитки, Сашо и Горде, на мое огромно задоволство се дружиме во следното издание на нашиот квиз. А со ова, драги гледачи, и со 300 евра полесен, го завршуваме денешното издание на Листа за 300. Секако во продолжение останете со програмата на телевизија Сител. Уживајте, чекајте го следното издание на нашиот квиз и немојте да заборавите. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!